Ова што вечерва се случува е дно. ВМРО ДПМН е под полициска опсада. Членовите на партијата се претресуваат и вознемируваат од страна на полициски службеници. Никогаш, ама никогаш во историјата на независна Македонија немало примена на ваква сила врз партија во опозиција. Ова е класична злоупотреба на полицијата во партиско-политички цели. Ова е хајка и линч врз сите кои мислат поинаку. Режисерите на ова сценарио сакаат да ги заплашат сите кои мислат поинаку и се противат на капитулантската антимакедонска политика на аболицираниот Заев. Во ваквиот прогон Заев ги злоупотребува и медиумите. Она што вечерва го прават неговите орди не е помирување, туку дополнително зовривање на политичката криза. Овој притисок е удар врз опозицијата и тој нема да помине туку така. ВМРО ДПМН ќе ги превземе сите правни, демократски и сите неопходни средства за да застане на патот на злоупотребата на институциите и обидот за замолкнување на опозицијата. ВМРО и Македонија се жртви токму на неспособноста на Заев. Доколку полицијата поседува налог и навистина се сомнева дека Никола Груевски е во штабот позади, може слободно да дојде и со нас да провери. Ова е политички прогон, ништо повеќе, ништо помалку. Ви благодарам. Господин Янушев се шпекулира дека господин Груевски е во партиското силиште. Каде би можела? Ако ја слушавте последниот дел од мојата изјава, тогаш доволно јасно кажува. Ако ме прашувате лично каде е пред малце моето возило и јас бев лично претрес идентификуван, истиот не се наоѓа, немам сознание каде е. Кога имате контактирано со господин? Јас лично немам контактирано повеќе од 8 месеци.